Владеачката партија, која 3 години ја има целата моќ во своите раце, не може да се однесува како да била опозиција, а таков е впечатокот од риториката која лидерот на социјалдемократите и премиер на државата Зоран Заев ја форсира во јавноста, анализира за Алфа Владимир Божиновски. Па наместо за тоа што направиле како власт, Заев главно говори за поранешни функционери, иста риторика која ја користеше на изборите во 2016 година. Изминативе години СДСМ врз база на предпоставки за евентуално членство во ЕУ ги покриваше сите потврлања, за сега да нуди само чист популизам, констатира Божиновски. Ова е проблематично со оглед дека врз база на тие, да кажеме, предпоставки за некакво идно членство, односно кои што би биле потврдени со тој датум, се оние негативности на кои што сме сведоци изминатите години, преку тоа се направи обид да се покријат. И кога тој датум не беше на некој начин испорачан, тогаш се загуби и самиот легитимитет на владење. Наспроти власта, опозицијската ВМРО-ДПМН е фокусирана на конкретни мерки, односно на конкретни сегменти од исклучително значење за граѓаните на Македонија: економија, здравство, образование, право и правна држава, екологија, вели Божиновски. Она што ќе помогне на ВМРО-ДПМН во оваа кампања е тоа што најголем дел од ветувањата кои што ги испорача СДСМ пред граѓаните и 2016 и 2017 година не се остварени. Врз база на тоа, они ќе се обидат да ги убедат гласачите дека ВМРО-ДПМН ќе го оствари тоа што СДСМ не успеа. Аналитичарот смета дека ВМРО-ДПМН има степен на поголема доверба кај гласачкото тело, односно дека владењето на СДСМ изминативе 3 години донело голема апатија и разочараност кај граѓаните.